Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Стевановиќ Бојан, а вие гледајте МТМ Кошаркашка лига. Сум Горан Коджич, а вие гледате МТМ телевизија. Ракометарите на Вардар и Металург ги добија своите противници во четвртфиналите од Лигата на шампионите. Нашите тимови ќе играат со германски противници. Ова е резултатот на денешната ждрепка што се одржа попладнево во Виена, Австрија. Шампионот Вардар ќе се сретне со Фленсбург, а првиот надпревар го игра на гости. Металург пак го доби Кюл, кој е повеќекратен првак во Лигата на шампионите. Металург првиот надпревар ќе го игра во спортскиот центар Борис Трајковски. Во другите четвртфинални двојки ќе се сретнат Парис Сен-Жермен Веспрем и Рајн Некар со Барселона. Првите надпревари ќе се одиграат во периодот од 16 до 20 април, додека реваншите ќе се одиграат 7 дена подоцна. 6 поранешни европски клубски шампиони и тројца актуелни лидери во домашното првенство денеска и утре ќе ги почнат битките за влез меѓу најдобрите 4 екипи во елитното надпреварување Лигата на шампионите. Според екипите кои останаа меѓу најдобрите, ова се меѓу најсилните четвртфинални дуели што некогаш ги имало во 22 годишната историја на Лигата на шампионите. Сигурно дека еден од највозбудливите двобои се очекува да биде меѓу најтрофените екипи во Англија и Германија, Манчестер Юнајтед и Бајер од Минхен. Тоа се екипите кои се актуелни шампиони во своите земји и клубови кои знаат како е да се освојува најзначајниот трофеј во европските надпреварувања. Заедно имаат вкупно 8 трофеи. Првиот дуел од овој двомеч се игра вечерва на Олд Трафорд во Манчестер, а реваншот е веќе наредната недела во Минхен. Во вториот четвртфинален дуел Барселона го пречекува лидерот во Примера Атлетико Мадрид. Двата тима оваа сезона одиграат 3 меча каде немаше победник. Во другите први четвртфинални надпревари кои се играат утре ќе се сретнат Парис Сен-Жермен Челси и Реал Мадрид ќе игра против Борусија Дортмунд на Сантијаго Бернабе. Виктор Валдес ке паузира 7 месеци откако во Германија му беше извршена операција на коленото поради повредата на вкрстените лигаменти. Операцијата поминала задоволувачки. Валдес, кој се повреди минатата недела во победата на Барселона над Целта со 3:0, ќе ги пропушти надпреварите на репрезентацијата за одбрана на титулата на светското првенство во Бразил во јуни и јули оваа година. 32 годишниот Валдес претходно најавуваше дека нема да го продолжи договорот со Барселона кој му истекува во јуни месец. Во НБА лигата ноќеска се одиграат 10 надпревари. Атланта на Перо Антич ја прекина серијата од 6 порази поред со победата од 103-95 над Филаделфија. Перо Антич немаше своја вечер и за 21 минута постигна 2 поена, 4 скока и 2 асистенции. Лидер во домашниот состав беше Пол Милсап со 28 поени и 17 скока, а Лу Вилијамс придоаде 22 коша. Во редовите на Филаделфија се истакна Тадеус Јанг со 23, а Джеймс Андерсон постигна 19 поени. Сан Антонио го сруши клубскиот рекорд со 18 победи поред, откако славеше на гостувањето кај Индијана со убедливи 103-77. Тони Паркер даде 22, а Борис Дијао 14 коша. Пейсерси го претрпија третиот последователен пораз, а прв стрелец кај Индијана беше Пол Джордж со 16 коша. Поразот на Индијана го искористи Мајами Хит, кој со победата на Торонто од 93-83 ја презеде челната позиција во источната конференција. Леброн Джеймс забележа 32 поена, а Крис Бош 18. За вечера предвидени се само 3 средби. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.